сте со К3, а во последниот дневник во 20 часот ќе гледате. Во Центарот за вработување во Куманово тек се повеќе огласи од оперативниот план на владата на Република Македонија. Споразумето, мерките за граѓање доверба, како и напредување на билатералните односи во повеќе области беа тема на денешната средба во Скопје на шефовите на дипломатиите на Македонија и Грција Никола Поповски и Никос Козијас. Американската национална безбедносна агенција ги шпионирала француските претседатели Жак Ширак, Никола Саркози и Франсуа Оланд. Од меѓународната спортска сцена информираме за фудбалските случувања. За повеќе содржини гледајте не по рекламите. Добро вечер. Се сруши старата и руинирана куќа на улица Ленинова, односно предниот дел кој се наоѓа на самиот тротоар до улицата. Во времето на падот на улицата поминувал автобус во кој се превезувале патници, а за среќа нема повредени ниту патници, ниту минувачи и е причината само материјална штета. Улицата беше затворена за сообраќај, возилата полицијата ги упатуваше кон соседните споредни улици. Пад на руинираната куќа која се наоѓа на улицата Ленинова. Предниот дел од старата и дотраена дрвена конструкција паднал врз автобус кој во тој момент минувал низ улицата. За среќа нема повредени патници ниту минувачи и причината е само материјална штета. Меѓутоа се уште постои опасност да падне и другиот дел од трошниот објект. Сопственикот на куќата видно вознемирен не сакаше да зборува пред камера, но додаде дека барање за рушење поднел и очекувал од надлежните да излезат на терен. Сопствениците кои имаат дуќани во овој дел велат дека се слушнал јак звук и тресок и дека се случило многу брзо. Слушнавме јак звук, излеговме сите комши, што ќе видиме облак прашина, автобус. Се изненадивме, меѓутоа очекувавме затоа што беше затворена улицата некои 15-20 дена. Имаше една кола паркирана пред автобусот, беше малку така на страна паркирана. Ја видовме кога појде и среќа што автобусот застана, па не помина во истиот момент, него падна пред него. Можеше да биде поголема катастрофа, значи повише жртви да има него сега што нема никаква жртва, материјална штета само. Автобусот беше полн со патници, пензионери мислам дека беа некои. Така кажа шоферите дека возеле пензионери. Цела работа е само што има све среќа. Што застанаа на време, не можеше да помине од едно возило, беше паркирано од другата страна и застана и во тој момент појде целата куќа да пада. Ја видовме од дека гледаме, даде некој звук чудено на паѓање. И сега е готово, паѓа куќата. Ја погледавме и бегај внатре. Увид на местото на несреќата вршеше полиција. Оваа куќа е само една од неколкуте склонопадни кои се наоѓаат во централното градско подрачје и представуваат опасност по животот на минувачите. Во Центарот за вработување во Куманово во тек се повеќе огласи од оперативниот план на владата на Република Македонија, кои му отвораат повеќе можности на невработените лица и активни баратели на работа. Центарот за вработување Куманово покрај редовните активности на пријавување невработени лица работи и на спроведување на оперативниот план на владата на Република Македонија. Во тек е огласот за побарување лица од кои има недостиг на пазарот на трудот, како готвач, келнер, филигранист, изработувач на накит од злато, козметичар, аргон заварувач и други дефицитарни занимања. Тука може да аплицираат сите невработени лица од сите категории. Ќе работат 4 месеци, значи обуката трае 4 месеци, од кои 3 месеци е обука, 1 месец ќе бидат во реални услови кај работодавачот. За време на обуката лицата ќе добиваат надомест од 6200 денари, а провајдерот, спроведувачот на обука ќе добие по 30.000 за извршена обука. Сите заинтересирани може да се пријават во Центарот до 30 јуни, до кога трае и огласот за самовработување. Самовработувањето стана доста интересна и атрактивна мерка. Во Центарот за вработување Куманово на првиот оглас што помина во февруар месец, веќе имаме регистрирано 60 правни субјекти, каде што лицата добиваат грант од
3.000 евра неповратни средства за одржлива бизнис идеја. Во текот на овој месец до крајот трае вториот оглас, што треба да се реализира. Имаме доста апликации, доста атрактивен е огласот, нека повелат невработените лица кои имаат бизнис идеја која ќе биде одржлива на пазарот на трудот. Во тек е и реализација на пилот проектот за здобивање со професионални вештини кој се спроведува во соработка со ДРОМ, а е финансиран од Европската Унија. Лицата ќе се обучуваат за заварувачи, фризери, молери, фасадери, гипскартони, чевлари и реставратори за културно-историските споменици во општина Старо Нагоричане. Во овој проект лицата ќе добиваат по 5.200 денари за учество во обуката, 5 месеци трае обуката. Работодавачот исто така ќе биде субвенциониран, каде едина обврска ќе биде за работодавачот да го задржи во наредните 6 месеци. Освен овие, во текст и огласите за ангажирање на лица кои досега немале работен однос, потоа за бесплатна обука за странски јазици и компјутери, како и за напредни IT вештини, а се уште трае и огласот за обука на сметководители. За подетални информации, сите заинтересирани можат да се обратат во Центарот за вработување во Куманово. Со стапувањето на сила на закон за азил од неодамна веќе нема мигранти по кумановските улици. Заради превенција, потврдуваат надлежните установи, веќе се врши дезинфекција и на возовите како и на Кумановската џамија која изминатата недела беше прибежиште за мигрантите кои доаѓа од земјите од Блискиот Исток и од Северна Африка. Нема веќе мигранти по Кумановските улици. Новите измени на законот за азил се применуваат, така што мигрантите веќе се движат со воз и помалку со автобуси. Дезинфекцијата се спроведува. Овој податок го потврдуваат и надлежните од Центарот за јавно здравје, но и од акционерското друштво Македонски железници и транспорт. Добивме информација од Министерство за здравство, која во соработка со Министерство за транспорт и врски и Министерство за внатрешни работи организира помош и транспорт на граѓаните од странски држави кои не сакаат да побараат азил во нашата земја и патуваат од граничниот премин Богородица до граничниот премин Табановце, односно до железничката станица во Куманово со железнички транспорт. Значи, дезинфекцијата за сега се врши секојдневно на композициите кои пристигнуваат до сега еднаш дневно на станицата во Куманово и на граничниот премин Табановце. Сликата на преполна џамија со мигранти веќе е минато. Денеска во Кумановската џамија во центарот на градот присутни беа само верниците, кои се подготвуваа за молитва. Од исламската верска заедница потврдија дека извршена е дезинфекција. Веќе немат емигранти во џамијава и ние баравме одма од надлежните да го дезинфекцираат џамијата, така што и тоа го направивме многу брзо. Која заврши дезинфекцијата? Дезинфекцијата ја заврши во болница во градот Куманово тука. И ние сме заблагодарни од тие, пошто дојдоа одма и го завршија таа работа на нашето барање као мостицо на исламска заедница во Куманово. Во текот на минатата недела, со донесувањето на измените на законот за азил, започна превозот на мигранти од граничниот премин Богородица од Грција кон граничниот премин Табановце. Повеќе министерства меѓу себе се координираат за состојбата со мигрантите, која останува национален, регионален, но и проблем на земјите од Западна Европа. Жителите на село Романовце веќе 2 недели немаат вода за пиење поради дефект на системот преку кој се снабдуваат со вода. Тие апелираат до владата, општината и предпријатието Водовод да им помогнат во решавање на овој проблем. Повеќе од 4000 жители на селото Романовце веќе 2 недели се без вода за пиење и се снаоѓаат кој како знае и умее. Без леп полесно би се снашле, но без вода која е неопходна за секојдневна употреба и одржување на хигиената, невозможно е да се живее, велат жителите кои бараат побрзо решавање на проблемот со кој се соочуваат. Што да речем, најтешко е без вода да е. Речемо еден лепче га носи денеска од Куманово, ама вода не се носи. 24 сата треба нон-стоп вода да има. Лепче ќе се зема едно лепче и збогом, ама вода за све употреба. Со 1 литра вода може ли човек нешто да направи? Судо или да пере или нешто? Ништо. Ништо само може да се прљама повише, а не да се миеш раци. Него душа не знае. Кој знае дали е за пиење водата, а убаво кажа овој председател на местна заедница,
решение најдобро е да го земе водовод Куманово и готово. Тоа е најубаво решение. И со сметки, и со тоа може да се искача некако на крај. Без вода катастрофа. Катастрофа носи од некои бунари тука комшije што имат. Од Куманово претежно за пиење носиме. Вода за пиење у Романовце не е ни технички, ни бактериолошки, никаква не е. Проблемот настанал поради честото вклучување и исклучување на системот од страна на ЕВН поради големиот долг кон неа, со што изгорел моторот. Сега се потребни 5000 евра за поправање на штетата и враќање на системот за вода во употреба. Проблемот моментално за да се реши треба моторот да се купи нов, пумпа нова и табла за инсталација, пошто ни една фирма не дава гаранција за мотор. Пред 5 месеца е менјат мотор, 2000 евра само мотор коштал, менјано е за 5 месеца изгоре. Гаранција не важи пошто не е од моторот изгорен, пошто дека од струја изгорен, не е до моторот. Што овој систем не е легализиран. Порано држале го местна заедница, донација не од холандска амбасада и од американска амбасада и останало на местна заедница. Местна заедница законски нема право да собира средства. Ми што сме собрали тој сви на наш ризик. Сметка од струја над 60.000 денара немаш право да на физичко лице да плаќа струја, а струја доаѓа 70.000, 80.000 денара. Жителите на ова село сметаат дека проблемот може да го реши владата, општината или предпријатието Водовод кое би можело да го преземе комплетното одржување на системот и апелираат до нив што побрзо да преземат нешто за да се реши овој проблем. Членови на Сојузот на борци Куманови подржувачите во петок во 9 часот ќе положат цвеќе кај спортската сала и во населбата Бедиње, од каде што излегле првите партизани и каде е формирано јадрото на Кумановскиот партизански одред. Борците и подржувачите на Народно-ослободителната борба во петок во 9 часот ќе им одадат почит на излегувањето на првите партизани од кои подоцна формиран е првиот партизански одред. Одбележувањето ќе се изврши на две локации поврзани со Јордан Цеков Дане и со Христијан Тодоровски Карпош. На 26 јуни, тоа е петок, во 9 часот закажавме видување на две места. Едното место е бавчата на Денко Цеков, таткото на Јордан Цеков Дане. Бавчата е до спортската сала, таму има и споменик. Второто место е бавчата на Ангел Тодоровски, таткото на Христијан Тодоровски Карпош во селото Бедиње. Таму се наоѓа и таму ќе направиме посета и на двете места ќе положиме цвеќе и ќе кажеме по неколку збора. Јакимовски објасни дека овие 11 партизани во 1943 година заминале во Јужноморавскиот одред за да се подготват за борбите и да се вооружаат. На овој начин, изјавија од Сдруженијето на борците и нивните поддржувачи, им се одава достојна почит на хероите, кои го дале животот за слобода, но воедно се потсетуваат и денешните генерации дека треба да ја сакаат татковината. Во сабота, 27 јуни, кривопаланчани ќе имат можност да уживаат во перформансите на дел од артистите од уличниот фестивал Баскерфест 2015. Фестивалот под отворено небо ќе се одржи на градскиот плоштад со почеток од 19 часот. Предстојната сабота на градскиот плоштад во Крива Паланка по трет пат ќе се одржи уличниот фестивал Баскерфест. Кривопаланчани со почеток од 19 часот ќе имаат можност под отворено небо да уживаат во изведбите на повеќе интернационални артисти. И тоа представи пантомима, жонглирање, акробации, изведби на улични танчери и други креативни активности, сето тоа дополнето со богата музичка понуда. Настанот е под покровителство на локалната самоуправа на Крива Паланка. Тебе јас ќе ги повикам исто така сите да бидат присутни во саботата на 27
вечерто, каде што ќе биде на главниот градски плоштад, каде што ќе бидат неколку жонглери, неколку акробати и најслични овие изведувачи. На градскиот плоштад ќе можат граѓаните да дојдат, да уживаат бесплатно во нивната изведба. Баскерфест годинава го има своето јубилејно 10-то издание. Започна на 12 јуни во Скопје и ќе трае еден месец, односно до 13 јули. Караванот, составен од 100 артисти од речиси сите меридијани на светот, своите перформанси ќе ги изведе во повеќе од 20 града низ земјава. Баскерфест е првиот меѓународен и мултикултурен уличен фестивал во Македонија, кој поради уникатниот концепт е признаен како најголем настан од ваков тип во регионот. Истиот низ годините прерасна во културен бренд на земјата со уметници од целиот свет и повеќе од 100.000 посетители секоја година. Според за името, мерките за градење доверба како напредување на билатералните односи во повеќе области беа тема на денешната средба во Скопје на шефовите на дипломатиите на Македонија и на Грција, Никола Поповски и Никос Кодзијас. Македонија е првата држава што ја посетува Кодзијас во рамките на неговата мини турнеја низ Западен Балкан за зацврстување на врските и на соработката на Грција со балканските држави и за одржување на регионална стабилност. Никос Кодзијас е прв шеф на грчката дипломатија кој доаѓа во билатерална посета на Македонија. За името како и за секој проблем постои решение, изјави Никос Кодзијас во Скопје. 11 конкретни мерки за практична соработка, чија цел е засилување на довербата меѓу двете земји, договориле македонскиот и грчкиот министер за надворешни работи Никола Поповски и Никос Кодзијас, објавија по средбата во Скопје. Мерките, како што појаснија двајцата, се во областите образование, здравство, правда и внатрешни работи, економија и трговија и енергетика. Најслаба алка во изминативе неколку децении во соработката беше довербата, рече Поповски, додавајќи дека премногу време е поминато без решение на спорот за името, со што се обременуваат односите меѓу двете земји. Денес немаме решение за овој спор, тоа е сигурно, но имаме пристап кој ни би овозможил во некое догледно време да градиме клима на приближување меѓу двете земји. Нашиот најголем проблем е непостоењето доверба, особено на политичко ниво, и тоа непостоење доверба не може да ве доведе до ситуација да решавате толку тежок и сложен проблем кој задира во најдлабоките емоции на граѓаните и тука и таму, вели Поповски. Кодзијас пак нагласи дека грчката надворешна политика верувала дека земјава е благодет и е носител на стабилноста и безбедноста. Правиме се што можеме да помогнеме на вашиот пат кон Европската Унија. Веруваме дека постоењето и стабилноста на оваа држава е дар на Балканот. Постои една разлика во однос на името, но за секој проблем постои решение, рече Кодзијас. Кодзијас покрај средбата со ресорсниот колега има и средба со премиерот Никола Груевски, како и разговори со претседателот Ѓорѓе Иванов. Освен тоа, грчкиот министер се сретна и со вице-премиерот заложен за европски прашања Фатмир Месими. Кодзијас во Скопје пристигна од Луксембург, а од тука ќе замине во посета на Белград. За една година вкупно 10 железнички станици во Македонија ќе добијат сосема нов изглед. Проектот на Министерството за транспорт опфаќа комплетна реконструкција на сите главни елементи за железничките станици. Предвидена е целосна замена на покривите и на подовите во објектите, комплетна санација на фасадите и на внатрешните ѕидови, поставување нова термичка изолација и изградба на нови тоалети. Ќе се обновуваат постојките долж коридор 10 во Прилеп, Велес, Битола, Гевгелија, Богомила, Чашка, Табановце, Демиркапија, Градско и во Неготино, Вардар. За една година вкупно 10 железнички станици во Македонија ќе добијат сосема нов изглед. Со градежни активности за реконструкција на железничката станица во Прилеп, Министерството за транспорт и врски започнува со реализација на проектот за обнова и надградба на 10 железнички станици, кои се долж железничкиот дел од коридорот 10 и кракот 10D од овој коридор. Работите во Прилеп би требало да стартуваат веќе следната недела. Освен во Прилеп, сосема нов изглед ќе добијат и железничките станици во Велес, Битола, Гевгелија, Богомила, Чашка, Табановце, Демиркапија, Градско и во Неготино, Вардар. Проектот на Министерството за транспорт опфаќа комплетна реконструкција на сите главни елементи за железничките станици. Предвидена е целосна замена на покривките и на подовите во објектите, комплетна санација на фасадите и на внатрешните ѕидови, поставување нова термичка изолација и изградба на нови тоалети. Исто така ќе биде комплетно смената водоводната и електричната инсталација,
а објектите ќе добијат ново внатрешно и надворешно осветлување, системи за грејење и ладење за противпожарна заштита, патнички информативен систем. Ќе биде подобрена и пристапноста за лицата со намалена подвижност, пристапноста за товарен транспорт, а ќе овозможи и достапност и поврзување со патниот транспорт. Инаку веќе извесно време се во тек активности за реконструкција на железничката станица во Скопје. Вакви комплексни градежни зафати на објектот се преземаат прв пат откако истиот е изграден пред повеќе од 30 години. Проектот се реализира со помош на Европската Унија, инвестицијата е тешка 2,5 милиони евра, од кои 85% се од ИПА фондовите, а останатите 15% се од домашно финансирање. Најголем дел од парите ќе бидат употребувани за внатрешно преуредување на железничката станица, што се подразбира целосна реконструкција на приземјето, мезанинот и платформата. Планирано е подигање на нивото на перонската платформа, изградба на 2 нови лифта, замена на старите со нови скалишни краци од мезанинот до платформата, реновирање на чекалниците, поставување нови информативни табли. Реновирање ќе претрпат и тоалетите, а влезот во станицата ќе овозможи непречен пристап и на лицата со хендикеп. Според динамиката на работа, реконструираната железничка станица во Скопје треба да светне во нов сјај до крајот на оваа година. Препораките на Европската комисија ќе бидат проучени и искористени во рамките на континуираните реформи за европските интеграции, изјави владиниот портпарол Александар Ѓорѓиев. Додаде дека е најавено извештајот да биде дел од темите кои што ќе бидат дискутирани на владината седница. Владата темелно ќе ги проучи препораките од извештајот на Европската комисија, изработен од група експерти под водство на Рейнхард Прибе, и се очекува тие да бидат исползувани во реформите кои се неопходни за спроведување на европските интеграции, рече Ѓорѓиев. Со внимание се осврнавме на извештајот. Препораките на комисијата ќе бидат темелно проучени и секако искористени во рамките на реформите кои континуирано ги спроведуваме за примена на европските стандарди и приближување кон Европската Унија. Ќе го искористиме овој период за унапредување во сите области кои се дел од преговорите за членство во Европската Унија. Извештаите и дискусиите на Советот на Европската Унија се можност за поинтензивен диалог, рече портпаролот на владата на Република Македонија. Според него, воедно тоа представува и дополнителна мобилизација за администрацијата која работи на реформите. Ке се потрудиме да ги запознаеме најдобро можно Европската комисија и незините експерти околу состојбата, предизвиците и напредокот кои што ги очекуваме во следниот период до есенскиот извештај за напредок на земјата. Целта останува внатрешни унапредување на стандардите и конечно формален почеток на преговорите за членство на Република Македонија со Европската Унија, кои веќе неформално ги водиме, истакна Ѓорѓиев. Додаде дека е најавено извештајот да биде дел од темите кои што ќе бидат дискутирани на владина седница. На секоја владина седница има точка во врска со европските интеграции, на која што се дискутира за состојбите во врска со европските интеграции и за реформите кои се презимаат од институциите, како и за плановите за понатамошни реформи. Се чини веројатно дека во рамките на таа точка и на денешната седница би се осврнале и на извештајот на комисијата и останатите теми кои се од значење за европските интеграции, рече Ѓорѓиев. Американската национална безбедносна агенција ги шпионирала француските председатели Жак Ширак, Никола Саркози и Франсуа Оланд. Ова го објави францускиот весник Либерасион врз основа на документи на Викиликс. За овој други настани во вестите од светот. Американската национална безбедносна агенција ги шпионирала француските председатели Жак Ширак, Никола Саркози и Франсуа Оланд. Ова го објави францускиот весник Либерасион врз основа на документи на Викиликс. Во нив се гледало дека агенцијата ги шпионирала председателите во период од 2006 до 2012 година и тоа еден месец откако Оланд ја презеде функцијата од Саркози. Цел на прислушувањата биле и неколкумина министри, како и францускиот амбасадор во Соединетите држави. Во документите имало и броеви на мобилни телефони на голем број функционери во Елисејската палата. Прислушуваните разговори меѓу другото се однесувале на грчката должничка криза и односите со Германија.
Оланд го свика Националниот совет за безбедност во врска со документите на Викиликис. Романскиот парламент го одобри барањето за изградба на 2 центри на НАТО во Букурешт во рамки на новата одбранбена стратегија на Алијансата во Источна Европа. Романскиот председател Клаус Јоханис ги повика пратениците да ја одобрат изградбата на центрите во контекст на кризата во Украина и агресивните дејствија на Русија во регионот. Барањето за изградба на интеграцијскиот одел на силите на НАТО и мултинационалниот дивизиски штаб за југоисточната насока беше усвоено со 283 гласови за и ниту еден против. Со нив е планирано да се координираат воените команди во Романија и соседна Бугарија. Мултинационалниот штаб ќе биде отворен во 2016 година и ќе работи со целосен капацитет до 2018 година. Францускиот премиер Мануел Валс изјави дека има уште многу работа да се заврши за да биде постигната спогодба меѓу Атина и низините кредитори со која треба да се избегне банкротот на Грција. Валс додаде дека на средбата со претставителот на Европската централна банка Марио Драги биле разгледани условите за заживување на Европа и еврозоната, како и ситуацијата во Франција. Министрите за финансии од еврозоната ќе се состанат повторно во Брисел во напорите за постигнување на детална спогодба за буџетскиот план и реформите во Грција, кои што се неопходни за отпуштање на замрзнатите од минатото лето 7,2 милијарди евра од втората програма на Европската комисија, Европската централна банка и Меѓународниот монетарен фонд. Колку велосипедот може позитивно да влие врз здравјето на човекот? Дали граѓаните на Куманово редовно го користат оваа превозно средство и што велат докторите за значењето на велосипедот врз човековиот организам? Катри телевизија истражуваше на оваа тема. Возењето велосипед е повеќе кратно добро за човековото здравје. Секојдневната физичка активност со велосипедот значајно придонесува врз правилната работа на човечкиот организам. Доктор Филиповски, колку навистина велосипедизмот може да влие врз човековото здравје? Вака, велосипедизмот и возењето велосипед воопшто, збориме за рекреативно возење на велосипед, е многу здрава навика. Тоа би кажал дека би требало да прерасне во стил на живење, затоа што влие многу поволно како врз кардиоваскуларниот систем, односно врз срцето и крвните садови, така и локомоторниот систем, односно зглобовите, мускулите и другите системи во човековото тело. И за крајот, една препорака за граѓаните на Куманово, веројатно ќе испратите апел да се што повеќе користи ова превозно средство. Да, ова превозно средство, како што кажав на почетокот, треба да биде стил, животен стил, односно навика која е добро дојдена за секој граѓанин. Кога тргнавме со нашата камера низ улиците на Куманово, наидовме на пасионираните љубители на велосипедот, а еве што тие ни рекоа пред нашата камера. Дали сметаш дека велосипедизмот е здрав спорт? Да, сметам дека велосипедот е здрав спорт, треба да го конзумира свак човек. Тоа е здраво за тело, се одржува секојдневно. Колку дневно возите велосипед? Еднаш дневно. Повеќе пати во неделата. Имате ли некоја одредена релација колку планирате во текот на денот да извозите? Па повеќе гледаме да поминеме на километража отколку релацијата, во зависност од тоа во моментот одлучуваме на која релација ќе возиме. За здравјето, бидејќи немам активност друго, точок ми е едино. Се чувствуваш подобро? Нормално. Дека немаш друга активност, колку толку помага. Па ностоп секој ден возам. Секој ден, сега 30 дена за Рамазан, секоја вечер ќе возам по 40-50 километри на ден. Па пред се за човечково здравје, спортски дух, после работа рекреација, малку спорт, велосипедизам го применувам исто со трчање и возење. Јас велосипед возам уште малецка, но сега еве така со другачкав ми излеговме малку да се прошетам, тоа да возиме велосипед. Па возам велосипед уште од мали нозе, така да со другарка ми возиме рекреативно кога имаме време. Па добро е да се вози велосипед и препорачувам на граѓаните да возат велосипед. Во секој случај во Република Македонија се води интензивна кампања за значењето на велосипедот врз човековото здравје, а воедно се апелира што повеќе да се користи во секојдневниот живот. Од меѓународната спортска сцена информираме за фудбалските случувања. Голманот на Челси Куртоа може да замине во Реал Мадрид за 100 милиони евра.
Фудбалерот на Хофенхајм Роберто Фирминио е петото засилување на Ливерпул. Челси е подготвен да му дозволи на голманот Куртуа да замине во Реал Мадрид, доколку кралскиот клуб плати 100 милиони евро обештетување, пренесува шпанскиот вестник АС. Како што наведува вестникот, Реал е силно заинтересиран за белгискиот интернационалец, доколку не успее да го преговорите со Дехеја од Манчестер Юнайтед. Куртуа и минатата сезона беше интересен за кралевите, но преговорите пропаднаа и тој замине во Челси. 23 годишниот белгијанец е член на Челси од септември минатата година и има 5-годишен договор со клубот. Досегашниот фудбалер на Хофенхајм Роберто Фирминио е петото засилување на Ливерпул за наредната сезона, за кого челните луѓе платија 39 милиони евро обештетување, пренесува англискиот BBC. Тој е вториот најскап трансфер во историјата на клубот по контровезниот ангажман на Керол, кој не се прослави во екипата. Фирминио последните 4,5 години ги помине во Германија во екипата на Хофенхајм, а во минатата сезона успеа да постигне 7 голови. Воедно Фирминио е петото засилување на Ливерпул по Инкс, Богдан, Милнер и Гомес, што е добра веза на играчите во пресет на следната сезона. Во наредните денови се чека фудбалерот да ги помине потребните медицински прегледи и потоа да биде представен пред навивачите. Еден од непознатите италијански фудбалски клубови Парма официјално прогласи банкрот, така што ќе биде префрлен во аматерски рак на надпреварување. По истекот на рокот за купување на клубот и немање заинтересирани купувачи, челниците на Парма беа принудени да го поведат клубот во стечај. Правниците на ФК Парма, Анджело Анеда и Алберто Хихон, објавија дека до 14 часот не добиле ниту една понуда за купување. Правниците ќе се сретнат со надлежните органи да ја завршат стечајната постапка, се истакнува во соопштението на фудбалскиот клуб Парма. Парма ќе биде префрлена во серијата Д, што е најнизок ранг на надпреварување во италијанскиот фудбал. Да ја проследиме и временската прогноза. Тоа беше се што подготвивме за последното издание. Имајте пријатна вечер и останете со програмата на К3.